2 месеца ќе трае реконструкцијата на градскиот пазар во Валандово. До тогаш тезгите ќе се монтираат во школскиот двор на училиштето Јосип Броз Тито. Пазарџиите велат дека ваквата одлука им ја соопштиле од комуналното предпријатие, од каде им рекле дека ова е привремено решение. Пазарот се прави сега нов пазар, таму се покрие пазарот, дека сега е тука моментално за 1-2 месеца. Тука после до новиот пазар пак се подигнаме. Така кажувате, ние не знаме што ќе биде. Кажувате, това е. Друго ништо не знаме. Моментално сме тука до 12 месец. Така велят дека до 12 месец тука сме. Нели се прави гужва со учениците со? Моментално не, мама. Как се слушаме, нешто ученици се бунат. Али не знам што е баш точно. Ние това го знаеме, да ги кажеш там да ставаме и толкова. Кој ви кажа да ги поставите тука тезгите? Од комуналата, там шефовите рече дека тука сме до 1-2 месеца. После новиот пазар како се покри и па там ќе се тоа. За општина Валандово оваа одлука е во ред бидејќи училиштето имало голем двор, а пазарот зафаќал само мал дел од него. Општина Валандово и градот Валандово еднаш неделно имаат пазарчен ден, тоа е среда. Наназад 100 години, секоја среда од околината доаѓаат луѓе, продаваат своја роба, а граѓаните ја купуваат. Бидејќи моментално преку Агенцијата за рурален развој и општински пари конкуриравме за проектот правење на нов модерен пазар како што го заслужуваат граѓаните, а и во изборната програма 2013-2017 им обеќав на граѓаните дека ќе направам таков пазар, со големина покриен пазар, со големина од 1000 квадрати, пазар на кој што ќе имаме тезги емалирани, квалитетни, каде што граѓаните ќе ги изложуваат своите производи, а и другите граѓани пак ќе ги купуваат. Ќе направиме пазар онака како што доликува. Седнавме со директорот на јавното комунално предпријатие и размислувавме долго каде треба да го подместиме. Моментално, во време трајање од 7 сата, тоа е само во среда, значи пазарчен ден немаме секој ден во општина Валандово, него само во среда. Намерно го повторувам тоа повеќе пати. Заклучивме дека во делот од школскиот двор, на кој денеска ја давам оваа изјава и гледате, дека да го подместиме пазарот. Доколку опозицијата и советниците, бидејќи вчера имав и седница на советот на општина Валандово, која е покрај извештаите за работата на институциите кои се наоѓаат под локално ниво, зборувавме токму и за локацијата. Тогаш еден мој апел да заедно со опозицијата ми кажат место каде тоа нешто да го направиме, ради тоа што време трајањето на изградбата, така и тендерската документација е за 60 дена, што значи зборуваме за 8 среди, а можете да го прашате и директорот, и ги сретнавте и учениците, и моментално сте тука на теренот, дека воопшто не смета во наставата на основното училиште Јосип Броз Тито. Се согласувам дека во школскиот двор не треба да биде пазар, меѓутоа тоа е моментално решение во време трајање од 4 недели и повторно ќе се врати локацијата онаму каде и што е. Најбитна работа е што место да се радуваме и општината и локалната самоуправа, институциите и граѓаните да бидат пофалени ради тоа што носиме една инвестиција вредна 10 милиона денара во нашата општина и пазар кој што ќе остане наназад 100 години и ќе представува вистинско место како за продавачите, така и за купувачите, зборувам за топлите сончеви денови, за невреме кога ќе бидат заштитени во тој пазар, ние наоѓаме само да критикуваме. Вчера и од општинската организација на СДСМ Валандово реагираа со пресконференција на одлуката градскиот пазар да се префарли во училишниот двор, нарекувајќи ја ваквата постапка самоволие на градоначалникот и општинската власт предводена од ВМРО ДПМНЕ.